10 нови договори ќе потпишат Македонија и Бугарија на заедничката седница на владите на двете држави идната недела во Струмица, а ќе покренеле и 7-8 иницијативи на чија што легислатива ќе треба да работат надлежните министри во наредниот период. Ова го рече премиерот Заев утринава во обраќањето пред младите политичари од Бугарија кои што се на обуки во Струмица. Заев зборуваше за заедничките планови со Бугарија во кои што влегуваат и укинување на роамингот помеѓу Македонија и Бугарија, како и изедначување на цените за користење на патната инфраструктура. Кои наследуваат неколку видови на договори од повеќе области. Еден од најзначајниот што ќе потпишеме овде е соработката во областа на одбраната. Бугарија има убави центри за обука и за сервисирање на опрема во одбраната. Македонија ќе може преку овој договор да ги користи овие центри. Ако не постои таков договор, не можеме да ги користиме ваквите центри. Секако ќе си платиме за таа работа, но ако имаме договор, за Бугарија ќе биде покриена цената на чинење, а Македонија не мора премногу да плати. Истовремено ќе се обидеме да важат истите правила за домашните граѓани и за нашите соседи од Бугарија и обратно во делот на користењето на патната мрежа. Знаете како странци, ако тргнете према Скопје и треба да дојдете до патарината, за странци е дупла поскапо отколку тоа што ние го плаќаме. Или ние кога ќе дојдеме во Бугарија, винетката е за нас поскапа отколку граѓаните на Бугарија. Според Заев, договорот со Бугарија е само основа за градење на заедничка соработка и пријателство, кои што во иднина треба да се продлабочуваат и да се стекне доверба помеѓу двете земји. Веројатно дури договорот не е доволен за она што треба да биде соработка помеѓу двете земји. Но духот на договорот веќе е присутен. Не само во Бугарија и во Македонија, во целиот овој регион. Буквално сите земји од Западна Европа и сите меѓународни организации го поздравија. Зошто? Самиот чин на храброста, без медијатори, без некој да не притискат, морате тоа, не морате тоа, а во Балканите тоа било присутно во минатото. Ние сами одлучивме дека тоа е добро за граѓаните на двете земји. И тоа го направивме. Во својот говор, премиерот Заев рече дека Бугарија се обврзала да и биде сојузник на Македонија на нејзиниот пат кон Европската Унија и НАТО, но дека заедничката соработка ќе донесе придобивки за граѓаните на двете земји.